Голема сатисфакција е што сум дел од оваа историја и честитам на луѓето кои што го направи овој потек. И да се подсетиме малце наназад, јас потекнувам во едно село овде, село Милино, и секој ден оде пешки до Лозово, па се качував на автобус, па ќе дојдам на тренинг, па средно економска учев 4 години овде, па после тренинг назад, па пак со автобус, па пак пешки и успеав благодарение на ФК Борец и на луѓето тогаш што беа во Борец, меѓу кои Трајче Кованчев, Або, тренерот Љубе Јанчев, Дечев, а покрај тоа имаше и фудбалери кои што ние нас младите не турка напред да одиме. Да не спомнам сега од Ранготов, Велковски, па Тоше беше Демирджиев, па беше Тито, легендата тука, па се поред. Па имав и чест и задоволство. Петров тука беше еден незгоден крилен нападјач. Да не заборавам некого, па после тоа таа генерација Николов беше број 10 капитенот. Па после тоа дојде нова генерација Даце Костадиновски, Боров, Паунов. Имаше и добри голмани покрај мене и Ристевски, па имаше и уште еден Чирот, Тука е Петрушев, па имаше добри голмани во Велес. Благодарение на овој град се знаеше на корзото во Велес кај стојат спортистите, фудбалерите и обично девојките поминуваат намерно или ненамерно покрај нас да го свртиме вниманието. Така да благодарение на тој живот после тоа се одигруваше на она што се викаше Борец. Станавме познати во оквир на Македонија, бивша Југославија, и после патот не носеше по други патеки, други успехи, други предизвици и така дојдовме до ова ниво. Сега сме ние повеќе соседи коси и треба да се гордееме бидејќи некој сме играли во ФК Борец. Уште еднаш благодарам и поздрав до Наско. Секавам 1982 година имаше спортист на градот, тој тогаш почнуваше кариера и јас почнувам кариера, така да ние сме веќе скоро 40 години пријатели. Така да легендите остануваат, ви поздравувам оваа вечер. Ако сум некој заборавил, ќе платам казна во моето родно село Милино.